Сакав да ги поминам границите од македонскиот, може би и од југословенскиот тогашен простор, во светскиот збиднеш на театарот и да се навлезе што е можно повеќе во тие повисоки системи на театарот, поголеми вистини, да кажеме, зар не е еден чуден факт да се случи еден Годо од Париз, да се случи во Велес. Зар еден абсурден момент, како живење, не е присутен не само во Велес и во нашите македонски простори и тогашните југословенски простори. Тој за прв пат тога се одигра во Белград, со покојниот Љуба Тадиќ, како Диди и така натаму, и тоа ме импресионираше. Тогаш немаше овака телевизии и можности да се иде до Белград и да се гледа тоа. Јас бев уште така млад и така и финансиски не толку моќен да го гледам, но по неков телепатски момент дојде до мене мислата да се домогнам до тие простори, духовни простори на актерите со повисок ранг, како што беше Тадиќ и Раде Марковиќ тогашен во улогата на Поцо и така натака. И да создам една своја визија, да го преточам еден Бекет, Париз, Белград, Велес. Чуден, магичен триаголник. Бекет ме импресионираше и јас бев детето, младичот или момчето, како би рекле, кој што за прв пат во Македонија го донесе Бекет, не само со Годо, туку со крајот на играта, и воедно ја одиграв многу успешно и добив награда за последната лента на Крап од Бекет, со еден многу интересен волшебен момент. Би сакал да кажам дека беше чудно на премиерата во Париз. Бекет имал околу 6-17 луѓе, од кои 5 се југословени, меѓу кои, да речеме, доктор Исак Амар, па не знам кој имаше таму уште, во Париз да ја посетат премиерата на Бекет, као прва појава, као првенче на абсурдниот театар, на нетеатарот, театарот на абсурд и како сакате. И додека кај мене на мојата представа Велес имаше велешани околу 150 луѓе, ги избројавме, баш заради евиденција таква, од која беа велешки, да не речам, криминалци кои што биле во Париз, протерани од Париз, иначе у Велес има такви поеќе, беа први ред на представата затоа што се игра француски текст со Годо и со Бекет и многу умно, многу внимателно го истраја, го изгледаа Бекета. Јас бев малку вознемирен и бев во грч да се караме, затоа што мислев дека ќе прават инциденти. Меѓутоа, тие од криминалци испаднаат големи господа, до крај издржаа, дури се заканува во стадот да биде Тивко. Тоа е многу интересен момент и јас после се опуштив, реков, играј сега, можеш да играш. Ме обвинува за заведување на младите со пробуржуаски идеи. Годо, крајот на играта, и јас тогава бе луѓе. Ние говориме против буржуазијата. Тоа е распад на едно буржуаско општество. Тие луѓе не се мртви, Бекетовите личности. Тие тек се спремаат да умрат. Имаат зошто? Не. И не ми дава средства, како смееш ти со тоа? По 3 години, го кажам само за тоа што по 3 години Бекет доби Нобелова награда. И јас со вестникот им отидов на советот во кој што бев и член. И јас бев и член на општинскиот совет за средства и така натаму, советот за култура. И кажа, луѓе, сега што правиме? Гледате ли што е Бекет?
Zamislite, jaz i Beket delime Nobelova nagrada u Makedoniji. Dobro, сега. Nije, dobro da sam. Абе, не е добро како добро. Што направивте вие? И од тога, кои сте вие? Никој и ништо. Слободата проговори генијето во мене да кажам кои сте вие, да го тоа попречувате и да ми скратувате средствата и така натаму. Тогаш беа и должни да даваат такви средства и така натаму. А гледайте сега, човекот добидно, со што јас го нарушувам смисолот на вашата искривена линија овдека. Точно на предвечерието на 90-та година ние бевме во Требиње и додека игравме представата, кога испаднавме надвор пред театар, пред Домот на културата што се играше, нели, фестивалот, веќе беа нафрлани шишиња, искршени столеви, додека игравме представата надвор се случувало нешто, затоа што самото Требиње е тромеѓе меѓу Срби, Босна и Црна Гора. И ние веднаш после тоа запаливме автобувчето, си товаривме домаќинството, дали, реквизитите и ја прснавме навака. Значи, тоа е точно пред вече 90-та година. 89-та на крајот и веќе имаше турбуленциите се случија. Тоа е најголемиот одговор на сите кои паѓаат. Почнавме да паѓаме сите, ние можеби представата моја се јави како еден вовет или една пролегомена во падот, но почна да паѓаат некои и нештата и се случија многу пресврти. Меѓутоа, Бекет е и понатаму актуелен. Се уште ќе се паѓа и се уште ќе има турбуленции, се уште абсурдите не ништат во реалното созревање. Театар Чекори, како отворена сцена, не правиме никаква разлика. Замислите, дури ни технологијата на процесот при создавање на една представа не е различна. За мене разликата е кај благајникот на први. Мислам дека се помалку е разликата меѓу аматери и професионалци. Ако гледаме само до театарот како театар, ако гледаме до естетското како естетско, и ако еден аматер од своите 18 до 25 години или до 22-3 работи интензивно во една ваква театарска, до една вакво театарско куќуле, нели? Тој јас мислам дека ќе расте, ќе зрее, ќе се судри со сите учила од литература до практичност на сцената и ако постојанствува во својата работа, тој ќе се домогне до вистинскиот актерски збор на сцената. И онда, која е разликата? Со што би се судриле еден професионалец и аматер во разликата? Да простите, имам јас многу аматери кои што испаднале од овде, потоа завршиле факултет, нели? И така натаму, но има и други кои што испаднале од овде, а играат можеби од многу наши актери со завршена академија и 10 годишно искуство 3 пати подобро. Односно, не 3 пати подобро, рекол дека многу поиздржано, најточно кажано. Затоа, што ќе правиме разлика и зошто е разликата? После се ова што се случува, Македонија мислам дека се уште не е подготвена за поголеми културни или културолошки авантури, макар и авантури. Дури културата да биде една обична авантура, особено и театарот, дури да се промаши, треба да обстојува. Знаете што? Република Македонија може да ни нуди, може финансово да не подкрепува. Тешко може да не создава ваквите како мене, мохиканци, творци, кои што треба да бидеме на некој начин прифатени и малку барем финансирани, односно да не барем малку ни се овозможи да кажеме повеќе
и да го украсиме што е можно повеќе милето на културното кредо на Македонија, која што има сили и може. Ако тоа го имаме, ние можеме да бидеме само горди на една Македонија, на еден театар, затоа што, зошто велам да му се овозможи? Театарот е паралелно општество на општеството кај што живееме. Театарот е за мене општество во минијатура, кој што има се што има една држава и едно општество. Ме разбирате ли? Тоа е за мене, театарот е субстанција од месо, крв и коски. Многу пати сум го кажал тоа. И тоа е општество минијатура, кој што треба да биде оберучки префатено, превземено и дотирано како општество во општеството. Треба да биде храм, кај што човекот ќе се поклонува, исто како во црквата, да го прочисти, да го исчисти лошото со културното, да побрза човекот да биде добар и во општеството и да се препознае себе си. Да најде оддих во она што ние го нудиме, она што ние, плачејки или смејки се со двомаската на театарот, го доживуваме на просторот што се вика живот, односно сцена. Тука треба малку поголемо прифаќање. Ние досега се уште не сме така широкогрудо прифатени. Треба општеството да дава со капа и со шака за својата култура. Македонија може да го има тоа. Имајќи во предвид дека, почнувајќи од нашиот огромен и добар фолклор, дека македонскиот човек е обдарен, од Бога е обдарен, да твори, да создава, погледнете фолклорот. Тоа богатство е исто што и театарот. Тука треба многу повеќе да се работи и на тој план сите ние треба многу кревко, многу душевно да му пристапиме на проблемот култура. Културата во едно општество, било какво и да е тоа, културата е должност на секој граѓанин во тоа општество, а не е привилегија на поединци.